Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз од опозиција ветуваше намалување на бројот на министри од владата од 26 на 20. За ова можеме да го проследиме и видеото. Бројот на министри во владата на СДСМ нема да надмине повеќе од 20. И ќе гледаме тој број да се намалува. Социјалдемократскиот сојуз од позиција на власт не го намали бројот на министерски места. Бројот на министерските места остана ист. Социјалдемократскиот сојуз пред граѓаните за време на својата предизборна кампања и во својата програма се обрза пред граѓаните дека бројот на министри во нивната влада ќе изнесува 20, ветувајќи дека и тој број дополнително ќе го намалуваат. Граѓаните секојдневно беа убедувани дека доколку Социјалдемократскиот сојуз ја довие до вербата и формира влада, власта ќе биде одговорна и нема да ги троши парите на граѓаните, на голем број на министерства и бројен кабинетски персонал. Социјалдемократскиот сојуз 2,5 години во континуитет им ветуваше на граѓаните одговорна власт. 10 месеци откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт во Република Македонија, гледаме целосна неодговорност кон граѓаните и државата. Бројот на министри е ист, а кабинетскиот персонал зголемен. Уште при преземање на власта, владините министри побрзаа да ги наполнат своите кабинети со така наречените шарени револуционери и активисти на Социјалдемократскиот сојуз, како советници. Ова е спротивно од тоа што го ветуваа. Дополнително, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ветуваа дека откако ќе го намалат бројот на министри, ќе преминат на намалување на бројот на пратениците на бројка од 90 до 100. Ништо од ова не е реализирано. Наместо намалување на бројот на пратениците, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, без постоење на реална причина, изгласа зголемување на бројот на потпредседатели на Собранието на Република Македонија од 3 на 5. Зголемувањето на бројот на потпредседателите е трошок за државата, а не потреба. Социјалдемократскиот сојуз го користи буџетот како средство за намирување на коалицијските договори. Власта, наместо за нови инвестиции од буџетот на граѓаните, ги плаќа бројните министри во владата, новите потпредседатели во Собранието и бројниот кабинетски персонал во владата и министерствата. Оваа неодговорна власт не работи за доброто на граѓаните. Оваа неодговорна власт расипнички се однесува со буџетот на државата, неконтролирано се задолжува и неодговорно менаџира со државните ресурси. Колку побрзо се завине оваа ненародна власт, толку подобро за граѓаните и државата. Ви благодарам.